Космос не била единствената дивоградба на Цановски. До податоците до кои дојде телевизија Нова, фирмата на Фијат во 2011 година поднела барање за легализирање на 1151 метри квадратни дивоградба на објектот Фон, за чие легализирање постапката е се уште во тек, велат од општина Газибаба. Според писмениот допис од општината, фирмата на Цановски во моментов нема имотен лист со целокупната изградена површина на објектот. До општина Газибаба од трговско друштво Фине до Скопје поднесено е барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од 25.7.2011 година, кој се наоѓа на булевар Војводина безброј Скопје на КП број 1317/6 КО Газибаба, потенцирано како доградба на објект. Од поднесениот геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект кој е во склоп на барањето за легализација, е утврдено дека барателот пријавил 1151 метар квадратен нелегална градба со намена В1 образование и наука. Од увидот на лице место од страната на комисијата за увид е констатирана зголемена изградена површина од 1151 метар квадратен во делот од објектот познат во јавноста како Универзитет Фон, поточно во делот од објектот каде има впишано објект во имотен лист, има уште 1151 метар квадратен нелегална градба. Според тоа, трговското друштво Фине до Скопје во моментов нема имотен лист со целокупната изградена површина на објектот, се вели во писмениот одговор од општина Газибаба. Цановски вели дека неговата фирма не поседува дивоградби и дека нема поднесено барање за легализација на други нелегални објекти. Прашањето ме беше дали имате некои други објекти освен универзитетот што сега се поднеле барање? Немам поднесено барање. Може би имам таму кај што имам на физичко лице некои објекти, ама тоа се мали објекти од 200-300 квадрати, кои што сум ги купил од други фирми, така да тоа е многу мала ситница. Фијат Цановски повторно стана актуелен деновиве откако неформално излегува информации дека Катица Јанева, врз основа на прислушкуваните разговори на Заев, ќе процесуирала и предмет поврзан со уривањето на дивоизградениот Космос. Општина Газибаба и надлежните објаснија дека станувало збор за чист случај со документирани отстапувања. Нивниот став беше доколку Јанева работи согласно законот, би требало да поднесе пријава токму против инвеститорот Фијат Цановски. Космос, согласно законот за градење, започна да се гради со одобрение за градба, но за жал во текот на градбата инспекторката кога отиде на лице место констатира дека објектот се гради спротивно на одобрениот проект, спротивно на архитектонско-урбанистичкиот проект и спротивно на деталниот урбанистички план, односно дека е дивоградба. Затоа и понатака се пристапи кон соодветно постапување согласно законот на отстранување на објектот. Треба со кажувањето дека многу малку имало отстапување, дека објектот се рушил политички. Не е точно, туку сите правни аспекти во случајот Космос е согласно законот за градење и сите судски станци во Република Македонија имаат потврдено дека објектот е рушен согласно сите позитивни законски прописи. Објектот на Универзитетот Фон во Скопје е пуштен во употреба во 2003 година, но според информациите од општина Газибаба, собствениците се уште немаат целосна документација.